Сега пречекуваме една млада екипа, иако ќе зборуваат за еден голем јубилеј, за кој што кога започнал театарот тие не биле ни родени, меѓутоа убав е моментот што се дел од еден ваков голем јубилеј и одбележување на истиот. Станува збор за 50 годишниот јубилеј на театарот Чекори, кој што овие момци и девојки дел од представата No Exit ја го одбележуваат впрочем со игра на оваа представа. Денес во студиото Иван Делиманов до мене и Милена Блажевска, кои што инаку се дел од актерската екипа. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Првенствено да ви се заблагодариме за поканата, чест и задоволствени што можеме на овој начин да го испромовираме сето она што театар Чекори веќе долги години 50 години. Така, да, од 74-та па до ден денес. Најчесто во овие културни установи секој пат има некаква реминисценција кога правиме нели во фоајето, во гримјорни и така натаму. Не знам сега како е во Чекори, треба веројатно да ве посетиме. Дали имате фотографии од почетоците и се велите каква наследство сега држиме ние во раце? Секако дека имаме. Да? Има, да. И обично вака сте влегли во архивата, колку представи се направени со Чекори до сега во овие 50 години, од прилика вака да му го дадеме значењето на ова. Па зачувана е документација, сигурна сум дека тоа е зачувано, но не е изложено, туку се нормално дека се чува. Јас не би знаела да ви кажам точна бројка на представи, но поминати се многу членови, значи можам да кажам дека бројот можеби е и 4-цифрен. Секако, нели, 50 години од најмала возраст, па се, така е. Да, од мали нозе па се до нели и возрастни. Значи, овој театар не се бави само со возрастни актери, туку се бави, има сцена и за детски представи, така. Ќе зборуваме за тоа што се има театарот да понуди, но ќе се навратиме на она што ни е повод, а тоа е представата No Exit. Во текот на вчерашната вечер ја игравте оваа представа во еден убав простор во мултимедијален простор во нашиот град, станува збор за Котур, но во петокот ја игравте и во оној дел кој што вие велите дека ви е матична сцена, а тоа е Домот на култура Димитар Влахов во Автокоманда. Ова се првите изведби на оваа представа со која што одбележувате јубилеј или кога беше премиерата? Ние го одбележавме јубилејот во месец мај, но така ете, летна пауза имавме и сега повторно се вклучивме да кажам, направивме во петокот изведба повторно кај нас како реприза. Имавме соработка со Котур кој што ни излезе во пресрет и вчера направивме и таму една изведба каде што публиката и реакциите беа навистина супер. Зашто зборува No Exit? Да споменам и актерската екипа, вие сте двајца од нив, но ајде да не зборувам јас, може да си кажете вие секако. Ти или јас? Значи No Exit, односно Зад затворени врати, е од авторот Жан Пол Сартер, кој пред се е филозоф, и се бави, односно е дел од екзистенцијализмот кој е правец во филозофијата, кој се појавил во 20-тиот век и се бави пред се со внатрешноста, односно внатрешните состојби на луѓето, со мачнината на луѓето, со сето она што пред тоа не се зборувало за тоа, значи тоа било како некоја реакција на рационализмот и на позитивизмот во тоа време. Исто така има и доста апсурд. Но во глобала се бави, значи во центарот се тројца, да ги наречам главни ликови, кои што се наоѓаат во една затворена просторија, каде што ги внесува слугата, односно просторот е пеколот и понатаму тие остануваат таму и сваќаат дека нема крај, дека не можат да излезат. Значи психолошки варијации, баш психолошка драма која што се провлекува постојано во овие минути на Пеколот е симулиран на еден начин како баш буквално како е вашето студио, како три софи. Тоа е олицетворење на сето тоа кој што покажува дека иако е прикажано дека нели пеколот знаеме во религијата како е опишано, дека символиката на тоа е едноставно прикажување всушност дека пеколот е она кој што е во нашите мисли, а не она кој што го отсликува да кажеме она реалност, да. Најголемиот пријател и непријател сме самите, нели ние понекогаш. И пред се неговата најпозната изрека, која можеби
некои од гледачите ја знаат, е дека пеколот се другите луѓе. Дека пеколот не постои како место, како идеја, како простор, туку едноставно тоа се другите луѓе кои нас не измачуваат. Како перцепција, само тоа не точно, постои ние така. преку другите луѓе, тие ни даваат перцепција за нас. На некој начин ќе се сложите, ние секој пат сме некаква огледална рефлексија, Точно. така? Точно, Така што да. зирам дека ова е баш интерактивна психолошка драма за секој поединец. Ќе биде патувачка приказна или ќе се одржа само можеби Би на ова? сакале да биде. Да? Би Да, сакале, веќе сме во контакт, да кажеме, со други општини, така да се надеваме дека во изминатиот период ќе има уште термини изведби, така да Интересни Веруваме биле дека до крајот на годината ќе има уште некои задачи. Да, најинтересното мене барем за актерите, независно дали станува збор за Холивуд донеси го, европската сцена или најмалата можеби или независна, во случајот ќе честитаме секако за 50 години, ми се најинтересниот процес е читањето, нели читанските моменти кои што ги имате. Пробите. И верувам дека овде се препознавате многу повеќе можеби со состојбата на психологијата на ликот кој што го играте така натаму. Препоставам дека тука ликови се провлекуваат или сте некаква метафора на нешто? Конкретни протагонисти, имиња кои што се да речеме столбови на No Exit. Па ние се водиме баш од тие читачки проби кои што се клучни за пронаоѓање на ликот, иако тие ликови се тотално спротивно од оно кој што ние сме во реалноста. Сепак можам да кажам дека метафората е секако присутна и да се вклопиме во тоа е доста, да кажам, малку и тешко. Но со многу увежбување, со помош, успеваме да дојдеме до таа од една иста појдовна точка, па се до усовршување на ликот и да создадеме едно, да кажам, музичко-сценско решение и представа кој што е навистина символична и ја отсликува психологијата на еден баш добар, суштински начин. Да. Се вели дека иако овој текст е напишан уште пред 80 години, тој навистина Така. и денес актуелен заради тоа што психологијата на луѓето едноставно не е промената, како Точно. било никогаш, така е и денес. Од кога сте вие дел од овој театар и како си ја гледате можеби иднината во нашата земја, во смисла на тоа дека не сте дел од официјалните поголеми театри во нашата земја, но се занимавате со театар и со уметност. Дали би сакале еден ден да бидете на големите сцени? Вака, ние потекнуваме сосем од други бранши. Ово кој што го правиме е првенствено од љубов и Театар Чекори ја нуди таа алтернативна или отворена сцена за сите нас, кои што сме љубители на театорот. Како што спомна и Милена, многу луѓе кои што се произлезени од овој театар денес и така смело да кажам чекорат на големите сцени. Зошто да не? Никој пат не се знае. Милина, ти? Јас сум дел една година од театарот. Мислам дека заедно со Иван се приклучивме во ист период. Инаку имам искуство и предходно со театар од мали нодзено во друг театар, Матичен театар во Струга. Понатаму како ќе се развиваме, сега за сега, како што каже Иван, сме во други бранши, но не се знае. Подготвувате нешто за овој новогодишниот период или можеби веќе следни изведби ќе има или на нови дела во новата година? Па да, Театар Чекори спрема на предновогодишна представа која нели секоја година се спрема предновогодишна. Така да тоа е следно. Најважно, No Exit е наменета за популација 15+. Па јас би рекол и за 17+, ама може и 15+. Оне кој што ќе разбере суштината. Претпоставам дека поради психологијата која што привлекува, емотивната нишка, можеби и нарацијата која што се привлекува, не знам сега поради кои причини, ама сигурно е наменета за оваа состојба каде што веќе се поставуваат првите екзистенцијални прашања, зошто, како, каде и така натаму. Постоја доста форми кои што го отсликуваат тоа, има доста, да кажем, некои сцени кои што се баш метафорични, потребно е можеби малку тоа претходно да се развие во ликот, за да може и публиката на еден начин да го свати и да го пренесеме ние на што подобар начин. Ма и потребна е зрелост кај публиката, за да може и да можеме да ги изложиме на такво дело, затоа што сепак 15 години и 20 години не е исто, потребна е нели тој момент на созревање кај човекот да може да се изложи на такво дело. Затоа што ова е тешка психолошка драма. Ова не е лесна за гледање. Значи носи голема тежина.
50 до 50 55 минути. минути. Значи еден час што се вели баш онака. Да, баш како во Интензивна. Пеколот. Да. А инаку Еден час no за exit, Пеколот. нема излез. Има зошто е тоа така? Да, нормално. Просторот е затворен. Просторот е затворен. Нема каде да се И излезе. Европа никогаш кој што си го затвараме сами себе. Пеколот се другите, таа е една позната реплика која што ја кажува токму мојот лик кон самиот крај кога се освестува веќе. И Иван, кој е твојот лик? Како се вика? Гарсен. Гарсен? Станува збор за новинар и писател, кој што е малку девијантен по природа, да кажам, сосем спротивно тоа што сум јас во реалниот По живот. биологија и така по да. Интересно ти е да наблагаш во такви ликови? Па беше Кои што се голем предизвик тотална до мене. спротивност од Голем предизвик тебе. до мене. Ете, Маја, режисерката, доста ми помогна во совладување на некои препреки, така да успеавме на крај да создадеме музички сценски перформанс. Милина, твојот лик кој е? Мојот лик е Инес Серано, поштенски службеник, која што можам да ја наречам садист на некој начин. Доаѓа и се наметнува врз другите ликови. Таа веќе има прифатено дека е грешна, дека И со причина е нормално, со веројатно. причина тоа. ја испратиле таму, она веќе има расчистено со себе. Да. И доаѓа во контакт со другите двајца ликови, каде што ги измачува, ги освестува. Им се додворува. Она е, да кажам, светлото на нив, некој вид на свесност. Некој вид на свесност, да, која што ја носи во просторијата, затоа што другите не сака да признаат дека погрешиле, дека направиле греови. Не знам дали споменавте кога игра следен пат No Exit и каде? Договараме уште термин, не е уште утврдено, но во текот на оваа недела ќе имаме конкретно, така да ќе можат гледачите. Добро, може да им порачаме на гледачите да ве следат по социјалните мрежи, Театар Чекори, бидејќи ќе има уште изведби како што најавувате и не само во Скопје, туку и низ нашата Македонија, па ќе можат да дојдат и да погледнат оваа представа. Само пред крај мора да го споменеме и господинот Боре Ангеловски, кој што е доајен и пионир на театарот на апсурдот и всушност тој е основач на овој театар, малку да ни споменете за него и така некако да го заокружиме овој разговор, бидејќи некако од него започнува се. Доста, да кажам, во тоа време во Југославија доста смела личност да се спротистави на сите тие норми и да воспостави еден алтернативен театар кој што веќе 50 години чекори, така да многу представи, многу актери имат произлезено од оваа алтернативна сцена. Во секој случај вреднува да се почитува и ние пред секоја представа имаме како говорна порака од него снимено што е тоа време кој што ја пуштаме и е навистина. Ова значи дека може Иван и Милина и други млади луѓе да се приклучат во театар Чекори? Да, ајде да им кажеме кој е патот, заради тоа што не секој пат треба да сте професионално образовани, можете да имате љубовта кон театарот, кон сцената, кон глумата и едноставно да имате можност да бидете дел од вакви представи. Значи театарот е отворен за сите. Затоа се вика и отворена сцена, значи секој може да дојде, може да ни пишат слободно, значи ти заинтересираните на Инстаграм, на Фејсбук, било каде. Така да понатаму ќе се договориме, ќе дојдат во театарот, ќе видат и нели, ќе се зачленат. Можноста е многу добра заради тоа што не само луѓе кои што сакаат да се вклучат директно во актерска игра, театарот нуди можност да се вклучат луѓе и во техника, и во режија, и во сценографија, така да сите позиции. Точно, да. Костимографија, цртање постери. Ние секој пат велиме утринската нема да функционира без сите овие луѓе кои што се зад камера, така што верувам дека сите ги има исто и со театарот. Најбавото нешто за крај ќе биде секој пат велиме дека да, постојат матични куки, државни културни установи, меѓутоа мислам дека оваа авангардна, абстрактна, независна сцена нуди, ние со Цица многу често знаеме да кажеме, бидејќи секој од нас некако нели во животот знае да ни ги скратат кријата за нештото и така натаму, ама чинам дека во овој момент лебдите слободно и е некој пат и многу поинтересно и така поабстрактно кога сте на сцената независна. Има и нешто поинаку што може да се понуди, за разлика од овде што се делегираат поинакви обврски. Да, ние сме отворени и соработуваме баш како тим. Ние се слушаме, даваме идеи, работиме заедно. Тоа е убавината на овој театар, кој што мене ми се свија, што е отворен за идеи, за експериментирање, нели да го спомнам и Боре, кој бил одличен експериментатор и прогресивец.
што се уште Во се тоа чувствува време, да. тоа во театарот. Не ги крадат кријата кај вас. Тоа сигурно Да. Сигурно се чувствува дека сте слободни во изразувањето. Да. Уште сме под впечатоци од вчерашната премиера, така да сето она кој што го почнавме, како што спомнавте, од читачка проба, па на крај кога го видовме финалниот фидбек, да кажем, од гледачите, на вистина е значи. Да, говори за тоа колку добар производ сте направили и тоа е причината зашто треба да ја играте многу повеќе оваа представа. Извинете што ве станавме вака рано, после вчерашната Ама изведба. степенот на возбуда е голем, така што Жртвувавме. Но ни беше драго што заеднички ги Исто и на нас. да се споделивме најдете во наше чевли малку. импресиите. Супер, ви благодариме, останете убави луѓе еднака и по душа и по се, така што се гледаме во нека следна премиера и Јас би изведба. сакала да ги поздравам и останатиот дел од екипата, кој што не е денеска тука. Никола, кој ни беше техничко лице, Маја Ѓурчевска, режија и Нина Неделковска и Јована Гавриловска. Супер. Сите останати кои што се заслужни. Ви благодариме многу и секако ќе се гледаме и во следни прилики Благодарам и на со вас. вашите следни проекти.